која повеќе детали ќе ни даде во продолжение. Марија, добро утро повторпатово утро за тебе. Добро утро повторно, Иван. Токму така, нашата екипа моментално се наоѓа во просториите на културно-информативниот центар, кој е основан во 1967 година. Оваа година одбележува 55 години од своето постоење и токму по тој повод е отворена јубилејна изложба, каде што токму за таа цел се наоѓаме овде со мојот денешен гостин, директорот на овој центар Антонио Димитров, кој што ќе ни објасни повеќе детали за оваа изложба. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро, фала на поканата. Оваа изложба всушност е ретроспектива на богатата изложба на овој центар. Моментално се наоѓаме во еден од салоните каде што се прикажани слики. Што покажуваат, што ни кажуваат овие слики? Во овој салон се изложени слики од нашата колекција. Значи, културно-информативниот центар Скопје има свое депо и ова е нашата колекција, каде што може да се види еден незин дел, позначајните автори, не само македонски, туку и регионални, меѓутоа може да се видат доста значајни автори од постарата генерација, Мартиновски, Чемерски, од помладата генерација како Масин, Ацо Станковски, Игор Тошевски и така натаму. Значи една навистина богата колекција која што е во наша собственост. Во колков број можат да се видат во овој салон слики и исто напоменав, мислам дека има изложено и плакати во другиот салон. Што можеме да видиме во другиот салон? Тука има некои 25 слики во салонот Империјал 1, додека во салонот Империјал 2 се изложени пак плакати кои што се направени за изминатите настани кои што поминале во културно-информативниот центар во изминатите 55 години. Практично се работи за плакати кои што се штампани овде во графичкото студио, во нашето графичко студио, бидејќи знаеме дека порано се штампале на сито печат, значи на стара графичка техника, плакатите, и ова се значи постари плакати, додека се уште се печателе на сито печат. Се работи за колекција на плакати кои што датираат од 67-та година. Има еден плакат во централниот дел кој што е за изложба на акварели од 67 година и понатака има плакати од најразлични настани, од филозофски дебати, преку промоции на книги, концерти, изложби, сите настани кои што се случувале овде, и можеме да забележиме имиња кои што се навистина значајни во денешниот културен контекст, додека тогаш во 70-тите, 80-тите години ја почнувале својата кариера. Сега да не набројуваме, меѓутоа можеме да забележиме имиња од Стефан Миленковиќ, кој што настапувал тука, па се да Симон Трпчевски, кој што ја започнувал својата успешна кариера токму во салонот 1919. Да, токму тоа кажува за богатата историја на овој центар. Кажете ми, колку време ви беше потребно да се организира оваа изложба со оглед на големиот број на плакати и слики? Па требаше само да направиме една добра селекција и некаде за месец дена мислам дека ја спремивме. Непосредно пред ова имавме исто така една голема и успешна изложба, така што декември месец убаво се надоврза овие две изложби како едно заокружување на годината и како заокружување на овој голем јубилеј 55 години Културно-информативен центар Скопје. Токму така, КИЦ покрај овие изложби што ги напоменавте, иницијатор е секогаш на културни настани, па може ли да наброиме некои од нив? Па, од настаните кои што тука се случуваат, тоа се промоции на книги, поетски читања од организирани од страна на литературниот сектор, потоа изложбите,
кои што се организирани од страна на ликовниот сектор. Музичкиот сектор организира концерти горе во салон 19. Графичкото студио се занимава со печатење на графики. Драмскиот сектор организира театарски, мини театарски представи, камерни представи, детски представи, додека Kids како организатор е исто така во организација и на големиот фестивал Звуците на чаршијата, кој изминатата година беше под името Звукот на Скопје, каде настапи Констракта и уште неколку по мали музички манифестации. Така што во овој момент генерално фокусот е на тоа, додека во минатото, во изминатите 55 години, кога зборуваме веќе за историјата, Kids бил организатор и на новогодишното украсување, кое што во моментов актуелно организирање на штафетата и таков тип на големи државни настани. Ги има многу, но еве од прилика во колков број во една година организирате манифестации и културни настани? Од еден сектор некаде околу 30 на настани, што значи вкупно сигурно би биле од 100 до 150 настани, што во нашата годишна програма, што вон програмски дејности, така што сигурно би биле некаде околу 150 вака во слободна проценка. Кога беше отварањето на ова јубилејна изложба по повод 55 години Kids? Тоа беше во четвртокот 15 декември. Ке трае некаде до крајот на јануар месец, кога и ќе започнеме годишната програма со изложби за 23-та година, што значи ке трае сигурно уште некој месец и пол. Имаше ли голема посетеност на отварањето и дали воопшто од 15 декември има заинтересирано за оваа изложба? Секако се работи за навистина возбудлива изложба со дела кои што се навистина ретки и кои што ретко се изложуваат, така што ова е вистинската прилика да се погледнат овие дела, например, на Мартиновски, на Чемерски, на Ацо Станковски, на Масин. Така што имаше публика и очекуваме и во наредниот период до крајот на траењето на оваа изложба да има посетеност. Имам уште едно прашање за крај. Дали за сите оние кои што сакаат да посетат оваа изложба, имаат бесплатен влез, може слободно да дојдат да ја видат изложбата и Kids во иднина, освен новогодишната програма за наредна година, какви културни настани во блиска иднина има? За следната година ги планираме истите настани, значи изложби, концерти, промоции на книги. Ние на почетокот на годината распишуваме конкурс и тогаш ќе се селектира, така што за конкретни имиња нема да можам во моментов да зборувам. Помина конкурсот за ликовната програма и можам да гарантирам дека ќе се работи за навистина возбудлива програма што се однесува до ликовниот аспект на културно-информативниот центар. Верувам и јас. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата утренска програма и што ја прифативте мојата покана. На моје задоволство, ви благодарам за поканата. Толку за ова последно вклучување. Се надевам дека ви се допадна на вас во студиото оваа изложба, каде што ние тука од терен се наоѓаме и дефинитивно ве уверуваме дека и во другата сала која што не ја видовте вие, има прекрасни изложени плакати по повод јубилејна изложба 55 години Kids. Благодариме, Марија, за овие информации. Ете, Поттик Плюс да го посетиме